Сања, денеска доби електричен скутер, односно за лица со посебни потреби. Реално да ми кажеш, ти беше ли потребен? А не да ми беше потребно, ми беше необходно. Така. И? Да можем по-лесно да се движам и да бидам по-самостојно. Така. И денес кога го доби, радост има? Радоста е неопитлива. Зошто? Па конечно и јас ќе можам да бидам самостојно. Така. На некој начин. Како стапи во контакт? Како се најдовте со Маџиров? А со Маџиров се најдовме сосем случајно и јас мислев дека ме има заборавено, ама ме изненади кога најмалку очекува. Така. Што би сакал да му кажеш сега на Даниел? На Даниел му изразувам голема благодарност. Од тетата немам зборови, не знам што да кажам. Нека биде здрав и жив. И сите да си подадеме еден на друг рак. Токму така. Нека те стужи. Благодарам. Па Даниел веќе од 2014 година како донира, како прво у село Габрово школото го правеше со прозорци и ga фасадираше цела зграда. Потоа во Банско во болницата. И сега со Сања кога се запознајаме, реши Сања имаше желба да ga доби и таа колица на електричен начин, за да може сама да го употребува, да нема помош од никој. И успија таа акција сега на кратко да ја направи, кое што не треа повеќе од 2-3 месеца, ја направи, луѓето беа со разбирање и ga донесеме со помош на Драги Динев, таксисто, он ја донесе количката вчера и ние денеска ја доставиме до Сања. И ако има Сања некои други потреби, може да се обрати пак на Даниел. Мислам, ако не се лажам, таа акција беше во Германија и меѓу друго и во тојној тениски клуб кој што... Да, тој е у тенис клубот Тус Ној Раде. Најмногу можам на нив да им се заблагодарам, што тие дозволие тоа да се прави. Даниел си ја има фирмата како тенис, ама пак треба тенис клубот да дозволе за тие акции да се прават и да донират луѓето.